Заврши училишниот саем на машинска и енергетска индустрија. Лицата со посебни потреби со куче придружник ќе можат да ги користат услугите на ЈСП Скопје. Општина Аеродром ги обновува спортските игралишта. Хуманитарна акција Подај рака, донирај за својот сосед во општина Карпош. 12 нови возила доби итната медицинска помош, ке се зајакнува и кадарот. За прв пат средното училиште на град Скопје ЕМУЦ 8 септември и општина Газибаба го организираа првиот училишен саем на машинската и енергетската индустрија, кој се одржа на 10 и 11 мај во просториите на училиштето. На саемот беа представени домашни и странски компании од машинската и енергетската индустрија од општина Газибаба, а учество земаа и бизнис компаниите членки на МАМЕИ од останатите општини од Скопје и Македонија. Ние представуваме фирмата, како фирма што работи и какви можности можат да добијат за вработување во нашите фирми како стручен кадар од технички смер. Представено име како работиме, што работиме на децата, за да имаат некоја првична представа во животот што значи машинството. Нас ни се потребни и средностручни и високостручни кадри во секој момент, затоа што се појавата наша да младите одат повеќе надвор, не допринесува и на нас да мораме да малку внимаваме на тоа. Нудите и стипендии, на што ќе се однесуваат? Стипендиите ќе се однесуваат за едукација, за образование, значи колку толку и средното образование да им се олесни, а едноставно тоа да им биде и смерница и обврска дека треба тоа училиште да го завршат и утре да знаат дека имаат некоја сигурност за вработување. Представуваме на основниве школи дека имаат школи стручни кои нудат настава, кои може да ги обучат, дека има и фирми кои стојат, кои што можат да вработуваат и од оваа бранша, да ги насочат едноставно исто и кон факултет, не мора и одма после средно да започнат да работат. Едноставно сме заситени од други струки, од други занимања, а што ги има се помалку од машинските струки. Едно прашање до вас, дали сметате дека има интерес за стручното образование? Моето мислење е негативно, затоа што и според тоа што можевме самите да го заклучиме, спрема техничките насоки е многу мал интересот. Затоа ние сме тука да ги поттикнеме идните и средношколци и идните студенти да се охрабрат и барем да ја земат оваа гранка како нивна една професија барем во обзир. Во текот на дводневните активности саемот го посетија и голем број на ученици, 9 одделенци, пред кои беше представена програмата за изучување на 3-годишното, односно 4-годишното образование, а промовирани беа и понудите и можностите кои компаниите ги имаат за учениците, кои ќе се одлучат образованието да го продолжат во некоја од стручните насоки. Тука сме со цел да го зголемиме одзивот на децата, односно на 9 одделенците, да се запишуваат во средните технички училишта, зашто реално ни е голем проблем за да најдеме кадар од тој домен, од тој... Што ќе им понудите? Значи, ние уште имаме и конкретно со ова училиште соработка. Пред се, во секое време, значи, можат слободно да дојдат кај нас на пракса, на обука. Имаме конкретно и од машински факултет постојано пракси, обуки, и во секое време отворени сме за соработка. Производствениот процес е многу интересен и ги поттикнувам сите млади да му дадат шанса, тие што не се конкретно запознаени како и што се одвива во овие простори, може слободно да не посетат, ние стоиме на располагање, ќе им помогнеме, ќе им објасниме. Ова е многу интересна област како за машките, така и за девојчињата. Цел на овој настан е да ги мотивираме младите да се запишуваат на техничките струки, каде што ќе имаат можност потоа во иднина да учествуваат во големите и грандиозни проекти каде што и ФАКОМ учествува во минатото, како што се градскиот стадион, градскиот трговски центар и многу идни
проекти кои што ќе имаат можност да ги градат заедно со нас. Целта на саемот е да се подигне свеста кај младите за важноста на овие струки и потребата од стручни квалификувани кадри кои се дефицит на пазарот на трудот. Според истражувањето направено од страна на Центарот за меѓуетничка толеранција и фондацијата Фридрих Еберт, во 130 компании во Скопје недостасуваат 874 квалификувани кадри од машинската и енергетската индустрија. А постои и интерес и за високостручен кадар и според тоа треба да се гледаат потребите на стопанството и правилно да се насочува кадарот, затоа што техничкиот кадар е повеќе од потребен, а младите ќе имаат сигурни работни места. Дејан Чуповски од делегацијата на германското стопанство на Македонија вели дека во земјава ќе се пренесуваат искуства од Германија, според кои учениците значително време ќе поминуваат на пракса отколку во училница. Програмата ја имплементираме од 2017 година и има за цел да им помогне на компаниите да обезбедат стручен кадар преку имплементација на системски елементи од германскиот модел на дуално стручно образование. Како што и за време на презентацијата кажа, во Германија стручното образование е соработка помеѓу приватниот сектор и училиштата, со тоа што компаниите ги обучуваат младите луѓе и таа практично обука во компании изнесува и до 70% од вкупното време што младите ќе го поминат во образовните процеси. Во Македонија воведовме два нови образовни профили, техничар за индустријска мехатроника и техничар за производно машинство, кои што се изработени по германски стандарди. Не се пресликани 1:1 тие стандарди, меѓутоа се прилагодени на македонските предуслови. Меѓутоа тука имаме и значително зголемување на тој дел за практична обука и изнесува некаде од прилика 50%. Какви се вашите впечатоци од досегашната застапеност и што очекувате вие по завршувањето на целата оваа презентација? Па вака, ние го воведовме ова дуално образование по германски модел во Кавадарци и Охрид минатата година, а оваа година очекуваме проширување и воведување на такви дуални класови и во Велес, Прилеп и Битола. А се надеваме дека може и од следната година по вакви германски стандарди дека ќе воведеме класи токму и во ова училиште. Во рамки на училишниот саем беа организирани дебати и презентации на значајни теми за недостатокот од квалификуван кадар, како и за средношколскиот стручен кадар кој е потребен на овие компании. Професорот Анастас Чанговски ги потсети заинтересираните идни средношколци за струките во ЕМУЦ 8 септември. Кратко, уште еднаш да ви ги представам струките во 4-годишното образование, машински техничар, техничар за компјутерско управување, машински техничар енергетичар и машински техничар за моторни возила. Тоа е во 4-годишното образование, напомнувам, и во 3-годишното образование обработувач наметел, заварувач, инсталатор на цевкини водови, инсталатор за грејење и климатизација. Од оваа година, 19-20, целосно работиме со реформираните програми. Уште тоа е дел на формалното образование и во неформалното образование училиштето нуди во моментов и сертифицирана верификација за два програма, тоа е Аргон ТИК заварувач и МИГ МАК заварувач. За која од овие струки има најголем интерес? Во моментот најдефицитарна струка е во 3-годишното образование заварувачите, операторите за ЦНЦ машини и во 4-годишното се техничарите за компјутерско управување. Значи, постигнате успехот кој што ние воопшто не го ни очекувавме и се надеваме дека ќе прерасне во традиција и ќе продолжиме понатаму со истото темпо. Целокупната забелешка од дводневниот училишен саем е дека Министерството за образование и наука треба да размисли за намалување на бројот на слободни места во гимназиите, каде што учениците од досегашните истражувања не даваат значителни резултати, освен ако не завршат дефицитарно високо образование.
Во возилата на ЈСП Скопје и во кабините на жичарницата на Водно, од сега ќе биде дозволено лицата со посебни потреби да може да влезат со куќе придружник. Одлуката е донесена со оглед на фактот дека куќињата придружници се од голема помош на посочената категорија лица, имајќи во предвид дека тие им се од голема корист како дополнително помагало во извршување на секојдневните обврски и активности, соопшти ЈСП Скопје. Апелираат и до останатите јавни институции, маркети, кина, театри, трговски центри да донесат соодветна одлука, а со тоа да се вклучат во подигнување на јавната свест за отворени врати и слободен пристап на куќињата придружници на лицата со хендикеп. Од ЈСП Скопје ги повикуваат сите корисници на нивните услуги да се воздржат од негативни реакции, доколку се доведат во ситуација да се возат со лице со куќе придружник, имајќи предвид дека куќињата се безопасни по околината. Тие се специјално дресирани со намена за придружба и движење на таа категорија лица. Општина Аеродром Деновиве врши поправка и обновување на реквизитите на сите спортски игралишта, вклучително и на оние во рамките на основните училишта. Од општината информираат дека се поправаат и се обновуваат кошевите, а на спортското игралиште во непосредна близина на градинката Лале во населбата Јане Сандански се поставени стаклени табли и зглобни обрачи. Овие активности продолжуваат и во наредниот период на целата територија на општината, информираат од општина Аеродром. Хуманитарна акција за семејства во потешка материјална состојба организира општина Карпош од денеска до 20 мај. Акцијата, како што информираат од општината, се состои во прибирање донации во прехранбени и хигиенски производи, што потоа ќе им бидат доделени на семејствата што се во социјален ризик. Од општината ги повикуваат сите граѓани на Карпош, кои се во можност да се придружат на оваа хуманитарна акција и да покажат што поголема солидарност со своите соседи. Донираните производи треба да се однесат во просториите на 14-те урбани и месни заедници низ општината во периодот од 7:30 до 15 часот и 30 минути секој ден до понеделник. Во акцијата подеднакво се вклучува и општинската администрација, се навидува во соопштението од општина Карпош. Министерството за здравство набави 12 возила за итна медицинска помош, од кои 6 ќе му припаднат на здравствениот дом Скопје, а по едно ќе добијат службите во Струга, Дебар, Кичево, Крушево, Крива Паланка и Берово. Ќе се распишат конкурси за прием на медицински сестри и огласите за прием на млади лекари во итната медицинска помош. Ова денеска го истакна министерот за здравство Венко Филипче, кој заедно со заменик министерот за здравство Аси Муса и директорот на здравствен дом Скопје Злата Мехмедовиќ присуствуваа на промоцијата на возилата. Филипче рече дека службата за итна медицинска помош во изминатиот период се соочувала со многу проблеми и дека пристапиле кон нивно систематско решавање, а еден проблем бил бројот на возила. Дополнително одговарајќи на новинарско прашање, министерот Филипче рече дека нема да се прават отстапки од тоа сите деца кои се примаат и во градинките и во основните училишта да бидат вакцинирани. Не смееме кога ги имаме сите инструменти во рацете, кога тоа е пропишано со закон задолжително да се даде таа потврда за вакцинација, да замижиме или да направиме пропуст, па да ни се случуваат вакви епидемии со смртни случаи. Истакна денеска министерот за здравство Венко Филипче. Почнува јубилејната 20-та литературна манифестација Илинден 2019. Сдруженијето на издавачи и книжари ги додели наградите на саемот на книгата. Премиера на представата Авантурите на Том Соер. Во Домот на култура Илинден во општина Илинден вечер ќе биде отворена 20-та јубилејна литературна манифестација Илинден 2019, која ќе трае до 18 мај.
Манифестацијата ќе отвори незиниот покровител, градоначалникот на општина Илинден, Жика Стојановски. Веднаш по отворањето, по повод 80 годишнината од излегувањето на Бели мугри од Кочо Рацин, оваа антологиска стихозбирка ќе биде промовирана на 10 словенски јазици. Беседа за авторот и за ова вонсириско ремек дело ќе одржи професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Во рамки на манифестацијата во Домот на култура Илинден од 14 до 18 мај под мотото Денови на книгата ќе се одржи саем на книгата, каде што љубителите на литературата ќе може да се запознаат со најновите изданија и да најдат богат избор на книги. Во состав на манифестацијата ќе се одржат повеќе културни настани, портрети и промоции на книги на реномирани писатели, како и млади автори, чествувања, изложба, литературно матине за деца со настап на писатели за деца и млади, како и музички колажи со познати музички звезди. Централен настан на манифестацијата е поетскиот митинг «Стихови за душата», што ќе се одржи на 17 мај. Во рамки на меѓународниот саем на книгата во Скопје, Сдруженијето на издавачи и книжари традиционално ги додели наградите за најдобрите изданија издадени меѓу двата саеми на книгата, поделени во 5 категории. Во категоријата најдобро оригинално издание од областа на литературата, науката, културата и уметноста меѓу двата саеми. Првата награда ја добија Глигор Јовановски, Блажо Боев, Трајче Стафилов, Петре Макрески, Владо Матевски, Иван Боев за книгата Алшар. Светско природно наследство во издание на Ману, а втората награда му припадна на Влада Урошевиќ за книгата Безразборна лабораторија. Во категоријата најдобро ликовно графичко обликување и дизајн на книга, едиција меѓу двата саеми, првата награда ја освои Златко Глигоров за книгата Поп Глам во издание на Пагома Прес од Скопје. Во категоријата најдобро илустрирана книга или сликовница меѓу двата саеми, прво наградена беше книгата Светот на Биби од А до Ш по текст на Билјана Црвенковска, а илустрациите се на Михајло Димитриевски во издание на Бибиленд. Втората награда ја доби илустрирани приказни од Шекспир, чиј уредник е Ана Иванова, а илустрациите се на Ана Григориев во издание на Просветно дело. А третата награда и припадна на Елима Казлиева за книгата Среќен роден ден, чии илустрации се на Игор Јовчевски, а ја е во издание на Едука Мак. Во категоријата награда Јаков од Камена река за најдобра компјутерска обработка за печат или отпечатена книга или едиција меѓу двата саеми, првата награда ја освоја Исмаил Елфаруки и Луис Ламја Елфаруки за книгата Културен атлас на исламот, а втората награда ја доби Тихомир Стојков за книгата Белешки 88014. Во категоријата најдобар книжар меѓу двата саеми, наградата и припадна на Магдалина Стојмановиќ од издавачката куќа Икона од Скопје. Авантурите на Том Суер е новата представа во режија на Дејан Дамјановски, која премиерно ќе се одржи утре во 19 часот во Театарот за деца и младинци. Представата е работена по текст на Горијан Милушовски, а ќе биде изведена од страна на Бојан Кирковски, Мики Јанчевски, Драган Довлев и Емра Куртишовска. Според режисерот, Том Суер е идол на генерации на деца, кој не подсетува дека во секој од нас лежи еден херој и дека се што треба за да го разбудиме е да веруваме во себе си. Ова е представа за малиот голем човек Том Суер, херојот на измисленото градче Сеинт Питерсбург во Америка. Тој со помошта на својата устромност и пргавост и се разбира со помошта на своите пријатели Халкбери Фин и Бен Роджерс, успева да ја бојадеса оградата без да помрдне ниту прст, да ја заведе Ејми Лоренс, да ја освои убавата Беки Тачер, да го спаси од бесилка Мав Потер, да го надмудри Вајлд Џо и да го спаси богатството на вдовицата Даглас, кое ќе биде искористено за да се изгради дом за деца без родители. Со тоа, нашиот симпатичен херој ја добива наклонитоста на тетка Поли, Сид, шерифот и неговиот помошник Джеремаја, судијата Тачер, како и на целото градче Сеинт Питерсбург, вели Дамјановски. Представата исто така ќе биде изведена и на 16, 23 мај во 19 часот.